Јас сум македонец, моите сограѓани се македонци и од оваа говорница ви се обраќам на македонски јазик. Бараме сите да не почитуваат како македонци, како што ние го почитуваме правото на сите да се идентификуваат така како што се чувствуваат, порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во своето обраќање на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Според македонскиот председател, поради двојните стандарди и непочитувањето на меѓународното право, меѓународниот поредок полека деволуира во, како што рече, глобален хаос и непоредок, а во својот четврт век независност Република Македонија ја почувствувала оваа сурова реалност. На нашиот пат кон меѓународно признавање и интегрирање се соочивме со многу блокади и претрпени штети. Се соочивме со негирање на правото на самоидентификација на македонските граѓани, без кое нема ниту интегритет на човековата личност, ниту човечко достоинство. Поради ова прашање, дури денес сме блокирани во меѓународните организации како што се НАТО и Европската Унија. Веќе 5 години Република Македонија чека меѓународната заедница да ја испочитува пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Деновиве од устите на многу државници тука од ова место ќе слушнете за неопходноста од почитување на меѓународното право. Но исто така многумина по заминувањето од ова место ќе заборават на она на кое повикуваат. Пресудата од Меѓународниот суд на правдата во спорот меѓу Македонија и Грција е донесена уште пред 5 години. На неа потсетив и пред 2 години од ова говорница. Но пресудата до ден денес не е испочитувана. Ова е еден од школските примери за неефикасноста на нашата светска организација. Неодлучноста на Европската Унија и НАТО да ја деблокираат интеграцијата на Република Македонија, рече председателот Иванов, беше една од главните причини за постојаната внатрешно-политичка криза во Македонија, што кулминираше оваа година. Но Македонија не е исклучок, туку целиот регион на Балканот стагнира. Решението за спорот со името, рече Иванов, треба да се бара во рамките на времената спогодба, резолуциите на Обединетите нации и пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Иванов од говорницата на Обединетите нации упати и покана до грчкиот премиер Алексис Ципрас да ја посети Македонија и да биде специјален гостин на самитот на лидерите од Брдо-Бриони процесот, што следната година ќе се одржи во Македонија. Иванов ги поздрави мерките за градење доверба со Република Грција и повика на нивно проширување и внесување нови содржини. Прашањето за името не смее да биде пречка да остваруваме максимална соработка во сите области од заемен интерес, вели Иванов, но изгубено е драгоцено време. Председателот Иванов истакна и дека неодлучноста на Европската Унија да се справи со мигрантската криза ја загрози безбедноста на Република Македонија, која прва во Европа прогласи кризна состојба и ја распореди армијата на своите граници. Горд сум што како врховен командант со субјектите на кризниот менеджмент со навремена реакција успеавме да ја заштитиме националната безбедност на Република Македонија. Знам дека многумина во Европа се благодарни за она што Република Македонија го прави за нив. Некои се похрабри и признаваат, некои се помалку храбри, но верувам го почитуваат тоа. Од првиот ден на независноста, рече председателот Иванов, се соочуваме со постојани и директни закани кои доаѓаат од територии на земји членки на ЕУ и НАТО или земји под управа на Обединетите нации. Голем дел од нашите внатрешни ризици и опасности се последица на увезени кризи, рече Иванов. Македонскиот председател упати повики новиот генерален секретар на Обединетите нации кој набргу треба да го замени сегашниот Бан Ки Мун да биде избран од источноевропската група на држави членки на ООН. Иванов му посака успех во кандидатурата на поранешниот министер за надворешни работи на Македонија и поранешниот председател на Генералното собрание на ООН Срџан Керим. Друг клучен проблем со кој се соочува европскиот континент според председателот Иванов е заканата од тероризам. Ако има еден збор со кој можеме да ја опишеме состојбата во светот денес, тоа е нестабилност, заклучи македонскиот председател.